Инвестирањето во човечкиот капитал е најважниот фактор за долгорочен економски раст на една земја, па затоа владата преку Министерството за образование со новата национална стратегија ја стави во фокус синергијата помеѓу бизнисот и образованието. Еден од главните фокуси на новата влада ќе биде градењето на висококвалитетни кадри, но истовремено и зелената транзиција. Владата во соработка со УНИЦЕФ и други компании исклучија партнерство со цел на учениците во стручните училишта им обезбедат можности за практично учење со фокус врз јакнењето на зелените површини. Ова иницијатива ќе им оможи на учениците да стекнат драгоцено искуство и знаење, што ќе ги направи поконкурентни на пазарот на труд, а истовремено ќе придонесе за поодржлива иднина за сите. Првиот вице-премиер Меджити рече дека потребно е земјата да има младина, која има познавање и искуство за да може да се соочи со климатските промени. Мултидисциплинарноста на овој проблем нуди и такви решенија, познавајќи ги физичките карактеристики на климата, ќе помогнат во иднината да се соочиме и да се справиме со сите други проблеми кои што ги носат климатските промени. На дискусијата учествуваше и представничката на УНИЦЕФ Лесли Милер, која рече дека Македонија е регионален лидер според климатските амбиции. Ова партнерство се надеваме дека ќе овозможи, ќе доведе до многу важни резултати. Значи да имаме последно зеленување на самите програми во која треба бидат вклучени повеќе од 8.000 ученици и да се погрижиме дека образовниот систем ги има средствата и капацитетите да обезбеди можности за практично учење. Инаку ова партнерство е дел од глобалното партнерство за зајакнување на образовните системи во Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, кое ќе се прошири и на Ангола во 2026 година.